Здраво дечки, денеска се наоѓам по втор пат во македонско село и овој пат ќе се запознаеме малку повеќе со целиот комплекс. Ајде да одиме. Еј, здраво! Здраво, Анастасија. Како си? Одлично, како си ти? Супер. Имаш ли малку време да ме прошеташ низ комплексот? Секако. Супер. Повели. Ајде да одиме. Дали ќе можеш да ми кажеш кога повторно се отвори комплексот? Значи Комплексот Македонско село повторно се отвори на 26 јуни и сега имаат можност сите граѓани да го посетат. А дали ќе може да ми кажеш што све може да се посети тука во Македонско село? Секако. Секако, една информација за тебе и за твоите фанови. Во Македонско село може да се посетат 5 дуќани. Покрај 5 дуќани имаме и ресторан. Покрај ресторанот имаме и хотелски соби, кои се сместени во куќите од сите страни наоколу. А колку е капацитетот на куќите? Значи, мислам на хотелот? Имаме 12 куќи, 54 соби, 97 легла. Сите куќи имаат чардаци и граѓаните може да уживаат во самите погледи на Скопје, на самиот комплекс и на останатите убавини на комплексот. Да, супер. А кој е најомиленото место кој туристите тука во Македонско село сакаат да го посетат? Најомилено место на сите туристи и на сите гости во самиот комплекс е Музеот на Македонија. Во самиот музеј кој се наоѓа од десната страна, посетителите може да видат традиционални народни носии од различни региони. Покрај традиционалните народни носии може да видат и прибори кои се користеле во кујната, кои се послужувале кога ќе дојдат гости и така натаму. Баш интересно, супер. Колку традиционални куќи има тука во Македонското село? Во самиот комплекс имаме 12 традиционални куќи. Самите куќи имаат од 4 до 8 соби. Имаме вкупно 54 соби, од кои 97 легла може да сместиме капацитет од 97 лица. Овој поглед е навистина многу убав. Каде се наоѓаме сега? Моментално се наоѓаме во Тетовската куќа, која е со еден од најубавите погледи во целиот комплекс. Баш убаво. Еве, јас, например, доаѓам од Хамбург. Дали ќе може да ми кажеш од прилика колку туристи доаѓаат од Германија или, да кажеме подобро, од Хамбург? Поточна бројка во моментов немаме, но можам да ви кажам процентуално. Имаме доста гости кои доаѓаат од Германија, тоа се околу 34%. Тоа е многу, навистина супер. И им се допаѓа тука, знаете ли што за тоа? Преубаво е, презадоволни се, бидејќи ова е нешто автентично, што не може да се види секој ден и за нив е баш нешто вау. Да. Моментално, Анастасија, се наоѓаме во амфитеатарот на Македонско село, каде што се предвидени да се одржуваат многу бројни манифестации, концерти, па дури планираме да има неколку стендап комеди шоуа, така да имаме целосен полн програм кој ни е испланиран за следната година. Да, баш овој дел што го немам видено. А Антонија, дали ќе може да ми кажеш што, да кажем, е толку убаво, толку автентично на Македонско село, што толку туристи и граѓани доаѓаат тука? Така. Покрај самите традиционални куќи кои се изградени од камен, автентично е нашата традиционална македонска храна, кои многу од туристите лудуваат по неа, бидејќи стварно имаме најдобра храна во светот. Да, многу е убава, така е. Имаш прилика да ја пробаш. Да, одвај чекам. Значи, минатиот пат јадев селско месо тука, што би ми препорачал овој пат да јадам? Овој пат би ти препорачал да пробаш домашна македонска пита со кисело млеко и ајварче. Тоа баш ќе го пробам. А дали работите секој ден од понеделник до недела и дали работите на празници? Работното време на Македонско село е секој ден од 9 часот до 12 часот, кујната работи до 10,5 часот и секако ние работиме и на празниците.
А колку е капацитетот на ресторанот и дали може да се слави тука нешто како роден ден, свадба, крштевка, такви работи, нешто интересно? Одлично прашање. Капацитетот на самиот ресторан е до 250 гости. Има можност за прослава на било какви забави, крштевки, родендени, веридби, свадби, тимбилдинзи и така натаму. Значи тоа све може тука да се направи. Секако. Баш интересно. Може твојот роден ден да го славиме тука. Може. Ако дојдам у ноември ќе го славам. Договорено. Супер. Веќе ја посетив работилницата на Еснав. Дали ќе може да ми покажеш и некоја друга работилница што ја има тука? Секако, имаме прекрасна работилница на кујунџијата Младен. Тој изработува накит од тенко сребро и ќе имаме можност да ја посетиме сега. Баш супер. Ајде да одиме. Еве, Анастасија, како што ти ветив, моментално сме кај кујунџијата Младен. Како што можеш да видиш, се е рачно изработено од тенко сребро. Еве, моментално Младен работи. Тука може да видиме прекрасни изработки. Да. Како што гледам и ти имаш филигран. Да, ние секогаш кога доаѓаме во Македонија, сакаме да купиме, дека на мене исто многу ми се допаѓа. И тука дури сум била последен пат кога бев тука и навистина е многу убаво и што да кажам, уште многу убаво. Одлично, баш ми е мило. Анастасија, дали имаш се уште време да ти ги покажам собите во хотелот? Да, секако целиот ден ми е испланиран за вас. Одлично. Навистина многу убава сола. Овдека граѓаните ќе имаат можност да пренаќуваат, да уживаат во елементите од дрвото, Да. во нешто автентично. Да, баш сите услови ги исполнува. Ова е битолската куќа. Ова е единствена куќа каде што има чардак од двете страни, поглед кон градот и поглед кон комплексот. Да. Навистина прекрасно. Навистина. Антонио, ти благодарам многу што одвои време и ми го покажа целиот комплекс и се надам дека ќе се видиме следниот пат повторно и дека ќе можам со моето видео да привлечам повеќе туристи да дојдат тука. Секако ти благодариме премногу. Чус! Пријатно.